Добар ден, почитувани. Веќе мина една година како што светот живее во пандемија, која ни наметна забрани и правила што досега не беа вообичаени. Последиците од коронавирусот не се само врз здравјето, туку и врз секојдневието на луѓето. Како во сето ова се снаоѓаат младите? Пандемијата полека ни го менува досегашниот начин на живење. Стекнуваме нови навики и почнуваме да се приспособуваме на изменетото секојдневие, преполно со нови предизвици. Според некои проценки, најмногу погодени од сето ова се младите. Еве една приказна од Париз за тоа како им се менува животот и како се снаоѓаат младите во Франција. Како и стотици други млади луѓе, 21 годишната Лейла Идедаим застанува на ред за помош во храна во Париз. Без изгледи за работа, студентката за угостителски менаџмент се бори да ги задоволи нејзините основни потреби. 1/4 од француските млади професионалци не може да најдат работа, а многу студенти стојат во редови за храна или се јавуваат на телефонски бројови за психолошка помош. Тие се иднината на Франција и нивната мака е од клучно значење за битката на земјата за излез од пандемијата и за заживување на економијата. Плановите на Идедаим се целосно изменети од појавата на пандемијата. Кога во минатата година се пресели во Париз од југозападот на Франција, не можеше да студира со самоиздржување, но и беше укажана помош од Линки, организација со седиште во Париз, која собира неискористена храна. Линки е една од низата програми за помош во храна, што им помага на студентите низ целата земја. Oui, là, ça fait du bien moral. De savoir qu'on va bien manger et de venir dans un endroit où on voit beaucoup de monde, ça fait du bien de voir du monde et tout le monde est de bonne humeur, alors c'est un petit moment un peu convivial quand même. On n'est pas les seuls. Живеејќи во Париско предградие, енергичната и снаодлива студентка е многу среќна, што неодамна започна стажирање во камп на 45 километри источно од Париз, каде што оди со автомобил неколку дена во неделата. Заработува 300 евра месечно. Quand je suis disponible, j'essaye de trouver des missions d'intérim, parce que les extras en restauration, c'est niet. Alors quand je peux, j'essaye de trouver des inventaires, de l'intérim dans les centres commerciaux. Линки, која обезбедува свежа храна, средства за хигиена за студентите, бележи растечка побарувачка во последните месеци. Ça veut dire que ce soir, il y a plus de 2,5 tonnes qui partent dans les paniers. Il y a plus de 2,5 tonnes, quasiment 3 tonnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. C'est pour ça qu'on est très nombreux, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bénévoles étudiants, et d'étudiants qui sont bénévoles ici, mais qui repartent avec un sac aussi. Со насмевка во гласот и да даим ја покажа торбата со салата и карфиол, јаболка, пушен лосос, јогурт и чоколадо. Франција е под строг полициски час од 18 часот, а рестораните и туристичките места, кои обично помагаат да се потикне економијата, остануваат затворени. Владата прави напори да помогне. Таа понуди државен бонус до 8.000 евра за компаниите кои ангажираат млади луѓе. Деновиве, универзитетите им дозволија на студентите да се враќаат на часови еден ден неделно, за да им помогнат да го повратат своето чувство за нормален живот. Пандемијата на коронавирусот предизвика намалување на можностите за работа и на младите во Македонија. Владините мерки за помош на економијата, како што оценуваат некои младински организации, биле насочени само за помош на оние што се во редовен работен однос, а не и за младите кои главно работат со скратено работно време или со договор за дело. Студирам и подработувам во кафуле. Оваа стратегија за поминување на студентските денови на младите во земјава се чини потешко остварлива во време на пандемија. Кафулињата и рестораните, чести места каде што студентите работат, се силно погодени од пандемијата со коронавирусот. Па дел од нив затворија, а некои отпуштија вработени. Од нив пак најмногу се млади, бидејќи тие се вработени со договор за дело кој овозможува и полесно да бидат отпуштени, покажуваат истражувањата на Младинскиот образовен форум. Но и на оние кои ги задржале работните места,
не им е исто полн джебот како и пред коронавирусот. Немаше стратегиски или визионерски пристап кон проблемот со младите. Туку младите единствено беа ставени под една целосна група. Тоа укажува на фактот дека владата не располага доволно со податоци во однос на колку од младите луѓе имаат, односно немаат работа, меѓутоа дополнително патува на тоа дека владата нема стратешки пристап како да го реши ова прашање. Издруженијето за истражување анализи Змај неодамна излезе со анализа во која се наведува дека вкупниот број на нови невработени лица во пандемиската 2020 во однос на 2019 година се зголемил за речиси 130%. Дури 15% млади учествуваат во невработеноста. 5 општини со највисок пораст на невработеноста кај младите се Штип, Струмица, Радовиш, Прилеп и Кочани. Во меѓувреме, владата најави 5 пакети мерки за намалување на последиците од COVID-19 врз економијата. Но мерките, вели Барлаковски, се насочени за помош пред се на оние кои се во редовен работен однос, што претежно не ги опфаќа младите, кои се вработени или на скратено работно време, или пак со договор за дело. Голем дел од младите останаа без своите работни места, имајќи го предвид фактот дека најголем дел од младите се вработени во угостителската индустрија, односно област. Потука со сите оние мерки кои што беа во изминатите неколку месеци за спречување на вирусот, затворањето на овие објекти каде што најмногу работат на младите, нели логичко е да очекуваме дека и толку младите се најпогодени во оваа индустрија. Дополнително оно ние што го видовме преку анализа на одредени податоци дека освен тоа што имаме зголемување на младинската невработеност, дополнително младите се соочуваат и со намалување на нивните плати, односно доходи. Во меѓувреме, додека не помине пандемијата и додека не почна да се преземаат по конкретни мерки на младите во земјата, им останува да живеат со родителите. Личност на 18 години не може да најде доволно стабилна работа, која што ќе му возможи живот и да ги со таа плата која што ќе добива од работата, да ги подмири сите трошоци како кирија, храна и се што доаѓа со живењето самостојно. И истражувањата на Евростат и досега, пред коронавирусот, не покажуваат голем оптимизам за независноста на младите во Македонија. Па според нив, 82% од младите од 18 до 34 години се уште живеат со родителите. Facebook, Twitter и YouTube на македонската редакција на Радио Слободна Европа се отворени за вашите мислења и коментари за тоа какви влијание ќе има пандемијата врз иднината на младите. Довидување, почитувани.